Бела техника, кутии со храна и средства за хигиена денеска беа однесени во домот на семејството Пешеви во Штип. Андреј Ангелов од Зрновци, стрекникот кој го фати Светиот крст за Богојавление Водици. Ваучерот го донираше на семејството Пешеви кој минатата година ја изгубија нивната ќерка Емилија која беше убиена. Андреј дополнително обезбеди храна и средства за хигиена за ова семејство. Тој 5-та година поред скока по крстот. Годинава беше најсреќен па реши неговата желба од пред 5 години да ја оствари и да донира. Па ова е моментално прв мој хуманитарен гест. Се надевам дека силата и можностите ќе ми дадат да продолжам. Желбата ми беше уште од некои 14-15 години кога ја загуби својата мајка и така желбата ми се појави да бидам хуманитарец и натам ќе следуваат и поголеми хуманитарни акции. Заедно со Батеација, еден од најдобрите хуманитарници на Исток, што помогна моментално на многу семејства и изгради многу домови. Денеска се донираше мојот ваучер, тоа што целата храна што ја собирахме како награда кога одеме по куќите ја добиваме од луѓето и решихме да ја донирахме на едно семејство кое стварно е потребно. Освен денешната донација, хуманитарецот Александар Ѓоргиевски преку неговата хуманитарна организација ќе работи на целосно реновирање на собата во која живеела Емилија, како и изградба на нов тоалет. Собата ќе биде за потребите на малолетниот син на Емилија, а семејството Пешеви по долги години конечно ќе добијат комплетно нов тоалет. Донесовме одлука после направениот увид во куќата на фамилија Пешеви. Собата каде што Емилија живеела, која е во многу лоша состојба, ќе биде комплетно реновирана и ќе биде ставено во употреба за детенцето на Емилија. Исто овие луѓе веќе подолго време се соочуваат со малку посериозен проблем, немаат WC клозет и прв приоритет ќе биде да се направи ново WC комплетно изградено со се ново внатре и пак ќе напоменам собата во која живеела Емилија ќе биде обновена за незиното дете и ставена во употреба на луѓето малку од малку да и го олесниме животот. Таткото на убиената Емилија вели ова од големо значење за семејството, бидејќи факт е дека се сиромашни не може да се обезбедат подобри услови за живот. За нас значи многу, а највеќе се заблагодаруваме на Андреј Крсто од Зрновци и исто Александар Ѓоргиев. До сега никој не е дојдел, да не гледаш што не се случи трагедија. Ќерка изгубиме 29 години. Од срце, такви луѓе у Македонија да ги имат, да помагат. Ја изгубим чедо 29 години, тешко. Аце дојде, вика така и така. Викам, зашо ќе прифанам, јас сум сироман, немам ни купатило, немам WC. Андреј че да е жив и здрав оваа 2025 што го фанал Крсто и Аце исто Ѓоргиев што го организира ово. Емилија беше убиена на 1 ноември минатата година во близина на незиниот дом во напуштен објект на јавното претпријатие ИСАР на 29 годишна возраст.